Антикорупционерите добија нов низок удар и сериозни обвинувања за судирни интереси и заштита на актуелни функционери од антикорупцијска проверка. Ги обвини партијата Левица, која тврди дека добила пријава за незаконско функционирање преку ангажман на лице во архивата блиско на членот на комисијата Цвета Ристовска. Според пријавата станува збор за воспоставена мрежа на контрола врз текот и исходот на предметите, документацијата и внатрешното функционирање на ДКСК, мрежа која служи на интересите на владеачката структура предводена од ДПМН и Мицкоски. Преку овој механизам ангажираната наќева е алармирала членката Цвета Ристовска, пошто таа ги известувала предметните лица, селектирала предмети, ја забавувала или заглавувала постапката, зависно од тоа дали се однесуваат на луѓе блиски до власта. Антикорупцијската ги негираше тврдењата. Местење на предмети не е возможно и е регулирано со деловник, а предметите се распределуваат софтверски по случаен избор, по модел набавен со странска помош. Обид за дискредитација на комисијата и дефокусирање на јавноста, од причина што тоа што го наведуваат воопшто не е можно во пракса да се оствари, имајќи во предвид дека самиот начин на распределба на предметите е согласно електронски преку ДМС систем и предметите се распределуваат по случаен избор на сите членови на комисијата. Од таму ниту член на комисија, ниту председател, а особено вработен во секретаријатот, не може да врши влијание, било какво влијание врз распределбата на предметите. Спомнатата членка на ДКСК Ристовска на брифингот со новинари не сакаше да коментира дали се познава со спомнатата хонорарка во антикорупцијска, а председателот на ДКСК Чучуљ рече дека ангажираната е по договор на дело до 29 јануари и веќе си нашла друга работа во друга државна институција. Чучуљ посочи дека не се точни партиските наводи, затоа што има предмети за актуелни функционери кои се работат. Најголемиот дел од нашите предмети се токму за актуелни функционери. Во нареден период ќе се фокусираме на имотната состојба на актуелни функционери од највисок ешалон, министри, јавни обвинители, суди, пратеници и градоначелници. Членовите на ДКСК на брифингот посочија дека станува збор за клеветнички наводи за сериозни кривични дела кои не се точни, а тој што ги објавува, ако смета дека има кривично дело, треба да пријави на надлежните истражни органи.